Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерашнава емисија во потрага по вистинскиот збор му ја посветуваме на нашиот гостин Живко Поповски Цветин. На вистина, една сестрана, активна, ретка личност би рекол. Ние сме земјаци, Живко е од Брезово, јас сум од Растојца и двајцата имаме нешто слично, нешто заедничко, тоа е ликовната уметност, односно сликарството. Но моето прво прашање ќе биде поврзано со неговиот псевдоним Цветин. Зошто Цветин? Јас знам, ама на гледачите да им објасниме. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Навистина оваа емисија дава една можност човек да се представи она што е. Цветин произлегува од цветот, од цутот и од името на мајка ми Цветанка или Цвета. Кога таа почина 2006 година, јас и пред тоа малку и најавував со тоа презиме, односно со тој псевдоним во моето презиме. Меѓутоа, после 2006 година веќе си го зедов тоа како мисија на мирот со цвеќето, како мисија продолжување на мајка ми со незината хуманост, со незината, да речам, добрина што ми ја остави, да ги сликам цветињата што ме родила и што ете така ме израснала во една така убава, да речам, природа во село Брезово. И навистина, еве, со таа енергија што сум се родил, се надевам дека уште сум. Бидејќи се познаваме долго време, лесно ми е да разговарам со вас, па веднаш ќе се обидам во оваа емисија и јас да дознам нешто што не знам за вас, значи да направиме еден ваш вистински портрет. И затоа моето следно, односно второ прашање, ќе биде од толку многу други нешта, други предмети, елементи во живиот и неживиот свет. Вие го избравте токму цвеќето, цветот. Тоа е поврзано со името на вашата мајка, но мислам дека е поврзано и со вашата животна професија. Вие бевте агроном и вие другарувавте со флората, со хортикултурата. Дали сум во право? Да, токму така. Цвеќето го земам и поради тоа што тоа е универзален мотив. Пред да се заљубат двајца млади, цветот е првата, да речам, првиот подарок на саканата. Апсолутно. После тоа цветот во ембрионот, самиот ембрион во утробата на мајката е цвет. И после раѓањето, односно после доваѓањето на тој цвет на овај свет, го следи цветот низ сите животни фази. Родендени, имендени, не знам, разни слави и така натамо, успеси на потомството и се до крајот на животот и после тоа. Дури на гробот од саканиот саканата се положува цвет и тој цвет секогаш е нешто најубаво што се подарува и што се добива. Така. Убаво кажавте, без цветот, односно без цвеќињата, речи си нема ништо. Цвеќето го има и при родендените, и при веридбите, крештевките, за жал и при погребите, но и при свеченостите, при сите официјални самити и други настани. Значи, цвеќето е дел од човекот. Или човекот е дел од таа цветна флора, цветна природа. Па сакав
како трето прашање, да подсетам и да прашам. Кога започнавте со сликарството, односно кога започнавте со цртањето на цвеќињата, на цветовите? Сигурно, да не речам милиони, ама илјадници цвеќиња имате нацртано, тие две раце и оваа шпакла и боја, навистина имаат создадено многу цветови, многу цвеќиња. Па, моето прашање е, кога веќе се определивте за, би рекол, цвеќувањето или оцвеќувањето, кажете ми кога тоа прв пат се случи и како тоа се случи? Па видете, секој човек, уште од мали нозе, црта цвеќиња за мајките. Така, за 8 за 8 март. Така. Потоа, по разни други поводи. Главно цвеќето е како мотив што се подарува за таквите свечености. Меѓутоа, ако ме прашувате за тоа кога почнав да ги сликам цветињата на мирот, да, тоа би кажал дека сум ги почнал, не знаејќи уште од осмолетка, кога во Демир Хисар Коста Хаджи Антоновски, мојот воспитувач во интернатот, ми даде да сликам за празникот 29 ноември една слика на табла, каде што го сликав грбот на Југославија, а во грбот на Југославија има цветови, односно тамо ги има оние класие од пченицата, од житото. Од житото. И тоа така ако е тоа класие на житото или лебот, што би се рекло, значи сум почнал од она што е најважно во животот на луѓето. Така. После тоа, тие цвеќиња почнав да ги сликам и во следните години, додека учев во Битола во средното земјоделско училиште. За жал не можев во Скопје да дојдам во уметничкото училиште поради материјални причини. Иако година дена и протестирав, дома останав. Татко ми рече, синко, не можам да те пуштам во Скопје, и јас протестирав година дена за уметноста, за културата, меѓутоа видов дека навистина материјалните средства не се доволни за Скопје. И по завршување на факултетот во Белград, јас во еден период до одење војска немав што да работам. И тоа жарче што ми беше веќе... Што тлеело? Во пепел ставено. Ставе така. Да, тоа почна да жари, и јас веќе тогаш почнав да правам некои колажи и мозаици од илустровани списанија со хартија. И тоа беа првите мозаици, ружи, па не знам, икона, па природа и така натаму. После тоа продолжив во војска, во Билеќа, и таму бев задолжен да правам некоја слика за началникот и управата на школата за резервни офицери. И веќе кога дојдов, да речам, во Битола, тамо и прво вработување ми е во еден задружен земјоделски комбинат. Тамо почнав исто, продолжив со мозаиците и колажите. Во Демир Хисар исто така, кога работев. А од Скопје, во Скопје дојдов 75-та година како одговорен уредник на списание Современо земјоделство. Тука бев и уредник технички, да речам, затоа што ме интересираше тоа поставување на овде фотографија, тука текст, па не знам, така, нели тоа техничко уредување. Те графички ликовен дел, изглед. И автоматски новинарството и уредувањето на списанието Современо земјоделство ми даде една така друга димензија, би рекол. И сето тоа, после веќе од 85-та година, кога имав првата изложба на гладните деца, за гладните деца во Африка, тоа беше во септември месец за денот на ослободувањето на Демир Хисар, јас то слики ги продадов
на организациите на Сдружен труд и сите средства од 600.000 тогашни динари преку Црвениот крст ги наменив за гладните деца во Африка. Браво. Тоа беше една прва изложба, после имав тој месец уште една изложба на Мексико со љубов, да подарам исто средства за настраданите од земјотресот во Мексико 1985 година во септември месец. Обично велат, многу повеќе даваат тие што немаат, отколку тие што многу имаат. И најверојатно тој ваш порив, бидејќи сте биле во Демирхисар и сигурно не ви врнеле средства, односно пари, сте немале, ама и ти сте наоѓеле начин како да создадете некој динар тогаш, не денар, за да подарите на гладните, на несреќните, на тие што имале многу поголема мака и поголемо страдање од вас и од сите нас. И тогаш, всушност, вие го откривате во себе најхуманото и станувате вистински хуманитарец, вистинска хумана личност. Но, Само да кажам дека подарувањето е најголемото богатство. Апсолутно. Колку повеќе подарувате, толку повеќе имате. Но, сето тоа сигурно не било случајно, бидејќи сте родени во селото Брезово, во општината Демирхисар. Тоа е едно прекрасно село, најпознато е по варџиите и по варот, односно варта, бидејќи таму има варници и сите знаат дека Брезово е познато по варниците и варта, ама и по Јордан Пиперката, по она песна Огон го гори Брезово. Да. Имаме ние уште тројца војводи. Така? Никола Врба војвода, така? Потоа Сотир војводата и така? Костадин војводата. Значи, едно револуционерно, комицко, брсијачко село. Да, токму така. Јордан Пиперката е од Козица, но доваѓал да се организира во Демирхисар за неговите активности во тоа време. А варта, навистина, од Брезово е најквалитетна. Так. Мислам, после некоја вар од Преспа. Меѓутоа, има околу 30 варджилници и се произведува, сега не знам точно колку, порано се произведуваше до 1000 тони вар годишно. Таа вар, која ги бели зидовите на светот, како би можеле сликарите да сликаат цветења на мирот. Да, сликарите да сликаат, ама и на граѓаните, односно и селаните, да речеме, на жителите, од една страна екзистенција, од друга страна да им биде убаво, чисто во домовите. Таму имате вие куќа и таму често организирате културни активности и јас лично бев со моето семејство на една од вашите културни манифестации во Брезово и уште ја помнам вашата убава голема куќа и падинката на која што се случуваат тие културни настани. А неодамна имавте и изложба Цвеќе на мирот за светскиот ден на мирот. На 21 септември, светскиот ден на мирот. Пишува место и време, дворот на куќата на Цвеќето на мирот во село Брезово, Демирхисар. И токму така. Еве го и ова буре со прекрасни... Да, тоа е бурето со цветења, 21 со каменчиња цветни и еве го зидот на куќата. Со една плаката каде што повикувам заедно по цветната патека на мирот. Така. Сега кога ги држам овие листови во рацете, да кажам дека сте вие и автор, и творец на овие прекрасни марки со Да, тоа е марка Република Македонија Цвеќе на мирот, која е доплатна поштенска марка, издадена 1993 година и беше во оптек 2 месеци од 1 февруари до 31 март, 8 дена пред приемот во Обединетите нации на Република Македонија. Сега кога ги спомнавме Обединетите нации, да ја спомнеме и Нобеловата награда. Вие
конкуриравте и ова треба да го знаат гледачите, дека во 2009 година бевте на 3-то место како потенцијален добитник на наградата што се доделува за мир. Какво беше тоа чувство? Од толку многу аспиранти, конкурентни, да стигнете до 3-то место. Тоа е навистина за респект. Видете, од 205 кандидати, според тоа не може да се каже дека е официјално, меѓутоа, според прогнозите, од тие 205 кандидати, во првата селекција беа избрани 30 и во тие 30 јас бев трет. Браво. Прв беше Обама, Саркози, кој сега од утре за утре ќе оди во затвор. Да. И после мене беше Бил Клинтон на 6-то место, Џорџ Буш 30-то место, пред него Путин, пред Путин Тони Блер, пред него Хелмут Кол, пред Хелмут Кол презедателот на Алжир Бутефлика и така натамо. Една многу сериозна конкуренција. Така, конкуренција која навистина во тој период најповеќе председатели на држави беа. И тоа е една сатисфакција за мене што бев номиниран и што навистина ете така се спомнуваше моето име во таа номинација таа година 2009, а бев поддржан од 500 институции, министерства, пратеници од нашава земја, амбасадори, универзитетски професори, академици и така натаму. Мојата кандидатура беше тешка 12,5 килограми. Не било малку, голем материјал. За разлика од Обама, да приложите. Да, само еден или 2-3 листа да речем. Така. Сепак ќе се вратиме малку во Брезово, во далечната 1944 година, родени сте на 2 октомври. 4 години основно училиште, завршувате во родното место, значи во Брезово, а 8-годишното училиште Гоце Делчев го завршувате во Демир Хисар. Потоа, како што кажавте пред малку, завршувате средно земјоделско училиште, а подоцна и виша земјоделска школа во Битола. Но земјоделскиот факултет го завршувате во Белград и се здобивате со звањето дипломиран инженер агроном. Имате богат работен стаж, речи си 40 години, сте биле вработени во задружниот комбинат Породин во Битолско, сте биле раководител на стружна служба за напредување на индивидуалното земјоделство во Демир Хисар, потоа, како што кажавте, сте биле и одговорен уредник на списанието Современо земјоделство при издавачката куќа Наша книга од Скопје. Сте биле и раководител на секторот земјоделство, шумарство и водостопанство при Републичкиот завод за општествено планирање на Република Македонија. Но бевте, јас се сеќам на тој период, и директор на секторот за план, развој и системски прашања при Здружениот земјоделско прехранбен комбинат Македонија. Потоа бевте активен и бевте директор на Републичкиот центар за напредување на индивидуалното земјоделство Примена во Скопје, советник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, директор на јавното предпријатие Агроберза во Скопје, потоа и директор на секторот за маркетинг и главен и одговорен уредник на списанието Агроберзански информатор, се до пензионирањето во 2008 година. Навистина, една богата биографија, намерно го кажувам, за да знаат гледачите дека Живко Поповски Цветин како пензионер црта, слика, ама пред тоа многу морал и да работи. Да, така.
Ваши поважни обштествени ангажирања сте биле председател на студентската организација, на Висшата земјоделска школа во Битола, па секретар на Сојузот на синдикатите на Македонија, на општина Демир Хисар, член на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, председател на Советот за напредување на индивидуалното земјоделство на Република Македонија, но чекав и сакав да дојдам и до овој податок. Се сеќавам живо на тој период. Вие бевте и председател на Црвениот крст на Република Македонија од 1992 до 1996 година. Значи, прв председател на Црвен крст во независна Македонија. Во независна Македонија, еден цел 4-годишен мандат. Потоа бевте член на председателство за заштита и напредување на човековата околина. Еден сте од основачите на хуманитарната организација Скопјанката Мајка Тереза и на невладиното здружение Амбасада за мир, но и председател на хорското музичко друштво Кочарацин во Скопје и се уште актуелен председател на Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Городцвет Скопје. Многу нешта би ве прашал, ама ајде прво ќе ве прашам за Црвениот крст, па потоа ќе ве прашам и за Мајка Тереза, па и за Городцвет. Ајде прво за Црвениот крст. Благодарам. Навистина ми беше големо задоволство што волонтерски бев првиот председател на Црвениот крст на Македонија, кога навистина имаше голема потреба од активности во Црвениот крст. Прво, да речам, со бегалците од Босна и Херцеговина по распаѓањето на Југославија, каде што имавме наплив на бегалци кои требаше да се згрижат, да се обезбедат со сите потреби на тие луѓе. Негде околу 75.000 беа во тоа време. Потоа имавме и ние социјални случаеви кои во тој период, во таа транзиција, беа во една тешка положба, каде што моравме исто така да дадеме поголеми активности за да помогнеме. Покрај тоа, Црвениот крст на Македонија, како самостојна организација, требаше да биде инволвирана и во Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина и во Меѓународниот комитет на Црвениот крст. Исто така требаше да формираме и еден сектор каде што ќе помагаме во случај на елементарни непогоди, поплави, земјотреси, војни и други природни непогоди, како и да ги извршуваме сите редовни активности поврзани со првата помош, со крводарителството, потоа со одбележување на недела на туберкулоза, на рак, на недела на солидарноста и се она, значи, што до тогаш Црвениот крст го работеше во рамките на Југословенскиот Црвен крст. Едноставно, една активност која за нас некои работи поврзани со меѓународните односи на оваа хуманитарна организација беа непознати и секако Југословенскиот Црвен крст беше ангажиран во тоа. Моравме да ги завршиме и навистина имав големи напори покрај редовната работа што имав, да морам да бидам и преку денот и ангажиран во Црвениот крст на Македонија. И навистина имавме големи резултати, да речам, во тоа. Успеавме, благодарение на многу бројните активисти што беа волонтери вклучени во Црвениот крст, и едноставно направивме се што може да помогнеме на нашиот народ, на нашата земја, на сите граѓани без оглед на нивната верска, национална и друга припадност, а исто така, како што реков, да обезбедиме услови за престој на бегалците. Тоа навистина беше голем напор, но човек кога сака да помогне, навистина
тоа го прави. Така. Следното прашање е поврзано со хуманитарната организација Скопјанката Мајка Тереза. Вие сте еден од основачите на оваа организација. Јас во рацете ја имам и ја држам книгата По хуманите патишта на блажената Мајка Тереза од родниот град Скопје до Ватикан. Автори на оваа книга се професор доктор Љупчо Идински и Стојан Тренчевски. Драго ми е што ќе го спомнеме и Стојан Тренчевски, колега, новинар, еден многу активен и би рекол многу хуман човек. Еве една фотографија на која што сте вие заедно со професорот Идински, тука е Стојан Тренчевски, тука сте и вие. Ајде нешто за Мајка Тереза, па и за нејзиното доаѓање во Скопје и средбата со Мајка Тереза накуса. Да, јас сакам да кажам дека бев еден од основачите на ова асоциација, Друженијето Мајка Тереза. Стојан беше председател, јас бев, да речам, втор во тоа здружение. И заедно со нас беа уште 5-6 луѓе кои го формиравме тоа здружение и навистина даде голем придонес во афирмација на Мајка Тереза во Македонија во тоа време и сите почетни активности што беа направени за Мајка Тереза произлегуваа од здруженијето. Благодарение, како што рековте, од Стојан Тренчевски, еден многу хуман, активен човек кој навистина даде голем придонес во тоа. Јас посебно се гордеам што имам писмо од Мајка Тереза, добиено на 21. март 1984 година, кое писмо ми е на некој начин и поттекст да ја почнам мисијата на мирот со цветето. Таа, меѓу другото, вели, бедните се секаде околу нас, осамените, несаканите, болните. Биди љубезен и дај им она што може човек да им даде на најближните, на тие до него, и дека со него и Бог. И навистина многу ми е драго што ете јас тоа писмо го добив, а јас си испратив нејзе една сликичка работена на дрво во круг, кое беше исечено во близина на куќата на Мајка Тереза. Може би таа и го посадила или го поливала. И го препозна тоа дрвце на кое јас нацликав цветиња и го испратив. И добив писмо со една прекрасна содржина на благодарност и порака која мене ме воодушеви. Сигурно и вие да го добиевте, и вие на некој ваш начин, со ваши можности ќе го направите тоа што јас го правев преку цвеќето на мирот. И навистина, еве 2009 година, по повод 99 години од нејзиното раѓање, ние тргнавме од Скопје преку Приштина, Ниш, Смедерево, Белград, Осијек, потоа во Ново место, Загреб, Љубљана, Трст, Венеција, Болоња, Фиренца, Пиза, Рим и Ватикан, да стигнеме до папата Бенедикт XVI и да му подариме едно од тие 99 мои, да речам, слики, големи 35x50 во средина писмото, со превод на македонски, и тоа 99-тото писмо го подаривме на папата Бенедикт XVI, а другите писма ги подаривме пак одејќи по патиштата на Мајка Тереза. Одлично. И овде да кажам и тоа, дека во Венеција тоа писмо заедно со уште 9 слики беше изложено на Венецијанското биенале 2009 година во ноември месец. Така да и на биеналето тоа писмо беше присутно со една прекрасна порака, која порака не е само за мене, таа е порака за сите нас. И рековме пред малку
дека денес сте активни и преку Македонското Сдружение за култура, обичаи и традиции Гороцвет Скопје. За крајувањето на лозите, серенадите, кај Апше. Да, Брезовските културни средби 5 години благодарение на Сдруженијето се. Так. Потоа и други средби што ги имав во село Слепче, во село Лазорополе, па доваѓав и во село Растојца. Точно, точно. Во моето родно село. И 20 и повеќе години ги организираме Дебармалските средби и серенади. Каде што во Дебар Мало на 14 февруари се закројува лозата, се точи вино, се рецитираат песни, се оди од кафеана во кафеана, па малку музика. Сето тоа, значи... Тие ваши активности, таа ваша манифестација, на која што и јас сум бил учесник, сум присуствувал, стана дел од традициите во Скопје. Односно, таа манифестација веќе стана традиција. И како вчера да беше, се сеќавам на почетоците на таа манифестација, но таа манифестација веќе сега стана препознатлива и на одреден начин стана белег во општината Центар, посебно во тој дел на Дебар Мало, па се до познатата кафеана Жабарот кај владата. Каде што пуштаме од мостот и порака за мир во осветените води на Вардар. Ова не случајно ова го нагласувам, бидејќи ние живееме во ова време. Меѓутоа, ако во ова време не направиме нешто, ако не оставиме нешто зад нас за идните поколенија, не сме направиле ништо. А оваа ваша активност во Скопје, еве си стана традиција, полека си стана белег, си стана символ и мене ми е многу драго што таа привлекува се повеќе и повеќе учесници и се повеќе и повеќе институции, односно организации се вклучуваат во неа, ама и посетители кои што едноставно се радуваат кога таа се одржува. Но, за вашето творештво, за вашите активности, вие донесовте само неколку изданија. Тие се изданијата Цвеќе на мирот, есеи и критики. Исто така... Есееден има и од вас. Да, јас ќе прелистам малку книгата. На 155-та страница. Да, потоа имаме уште едно издание Цвеќе на мирот. 91 година. Сега. Тука е и монографијата за Цветин, подготвена од ВРМ Самарјанин. Ајде најпрви да ја прелистаме малку оваа книга, Цвеќе на мирот со есеи и критики. Во оваа книга има голем број на осврти, на рецензии и многу ми е драго што првиот осврт е од професорот доктор Ферид Мухич, кого лично да кажам дека многу го почитувам, многу го ценам. Цветната ливада, кон цвеќето на мирот на Живко Поповски. Но, тоа не е се. Тука имаме текстови од Анте Поповски, од Коста Балабанов, од Јован Котески, од Васил Илјовски, од Петрема Андреевски, од Видоје Подгорец и од Иван Чаповски, од Јован Поповски, од Санде Стојчевски, од Васил Тоциновски, од Трајан Петровски, од Душко Наневски, од Бранко Цветковски и многу, Паскал Гилевски и многу други добри, врвни, би рекол, познавачи не само на литературата, туку и на сликарството. Мислам дека сте горди на оваа книга што ја имате и на овие текстови што се напишани за вас. Па тоа е навистина големо богатство. Тие луѓе кои јас не ги принудував да пишуваат, но тие изразуваа желба да напишат нешто
И веќе јас со голем восхит и воодушевување ги прифаќав тие текстови. Тие се собирани 20 години. И едноставно тие ми се како една монографија каде што сите мои изложби кои сум ги имал, не сите, него повеќето во Македонија, нивни текстови се приложени на отварањето на изложбите. Потоа многу текстови се пишувани поради тоа што сум подарил слика или тие почувствувале дека треба нешто да ми напишат. Ете она што го чувствуваат во таа мисија Цвеќе на мирот од Македонија. И едноставно тоа е навистина едно големо богатство за мене. Веднаш да кажам дека имате посвети од речиси сите добитници на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата, но и од многу други значајни личности. Во оваа книга, знам дека не можам сите да ги прикажам, но имате средба со председателот Киро Глигоров, понатаму со Бадинтер, Кофи Анан, дури со Џони Логан, познатиот победник на Евровизијата. 2 пати победник. Со Ричард Гир, со Клаудија со Тоше Проески. Понатаму со Андреј Вознесенски, кажав, на Струшките вечери, со Томаш Шапкот, со Хусто Хорхе Падрон, со Ференц Јухас, со Геннади Ајги, со Тед Хјус, па човек да ви позавиди со колку од овие значајни личности, со Едуардо Сангвинети од Италија, со многу значајни личности. Некои од тие се мигови, секвенци, ама сте си подале раце, сте се ракувале, вие сте им дале слика, тие вас ви дале посвета или песна. Така, едноставно речено, убаво го живеете овој живот меѓу познатите, но и меѓу обичните, бидејќи на улицата Македонија често сте присутен и се среќавате со граѓаните и тие многу се радуваат кога ќе добијат подарок од вас, мироносно, како што верите вие, мироносно цвеќе за пријателството, и таму е таа постојана ваша изложба на отворено на улицата Македонија пред спомен куќата на мајка Тереза. И главно со слики кои ги поседуваат луѓето што доваѓаат на улицата. Сигурно не го знаете бројот на цвеќињата кои што си ги насликале, ама реков пред малку тие навистина се илјадници. Па да, над 70-80 илјади слики. Во оваа книга, во ова издание, 91 година, имате голем број творби и многу ми е драго што првата творба е од Блаже Конески. Тој ми беше иницијатор да одам на Струшки вечери на поезијата. Иначе што би одел агроном? И агрономот и сликар, односно ликовен творец Живко Поповски, од Блаже Конески на 24. мај 1986 година ја добива на подарок, како подарок, испишана во ракопис, песната Ружа. Да. Цветин ја знае оваа песна наизуст, но добива и песни на подарок од Булато Куџава, од Миодраг Павловиќ, само ќе прелиснам, од Фазил Хисни Дагларџа, понатаму од Ежен Гилвик, го спомна веќе од Андреј Вознесенски, од Ален Гизберг, од Десанка Максимовиќ, од Славко Јаневски, од Матеја Матевски, од Влада Урошевиќ, од Гане Тодоровски и многу, Јован Стрезовски, Србо Ивановски и многу други
меѓу нив и од Васил Куновски. Петрема Андреевски, што сакам со ова така, Оскар Давичо. Овие книги се мали антологии, бидејќи во нив има посвети, пораки, испишани како песни, како стихови, и мислам дека самите овие изданија, самите овие книги се еден документ, едно сведоштво и едно богатство. Тука е непроценливо. Така, тука е изборникот на песни и ликовни творби од основните училишта во Скопје, со многу ваши цветови, многу ваши цртежи и слики. Еве, овде е и слика една на Пауло Коелјо, што му е подарив. Така. Да. Браво. Ова не знаев, ова е изненадување. Одлично. Така, Одлично. да има нешто што не знаеш, нели тоа? Да, реков, во оваа емисија сакам нешто и ново да научам. Понатаму оваа монографија ви е посветена исто така за активности. На творештвото, на активностите. Веќе ги спомнавме 15 пеења за карванот на цвеќето на мирот. Да, низ средните училишта одеше тоа карван. Ова издание е од Трајан Мартиновски подготвено со еден негов 15 пеења. 15 пеења. За карванот на цвеќето на мирот. Еден сериозен ангажман, еден подарок. Овде има уште многу материјали. Ајде малку, да не говорам само јас, прелистајте и кажете нешто за овие работи што ни ги донесовте. Еве, ова е од 21 септември така. Во село Брезово со мојата сопруга и Цеце Атанасова, така. Со нејзиниот син. Добро. Овде во дворот се изложени цвеќиња, дел од цвеќињата. Да. Ова веќе ја видовте. Ја видовме, да. Да. Сега овде да покажам еден долап што го имам натре во куќата. Многу убаво изгледа. Еден долап. Освежен, подновен, да речем. Овде би прикажал една песна од Ференц Јухас, кој што вели дека одлично. Цвеќето е спасение. Одлично. Овде да не се фалам, ама тоа е државна награда. Да, државната награда Мајка Тереза, да, по 2013 година. Овде е ова што ви кажав со Горан Анчевски, една книга во која натре илустрации мои има. Многу убаво изгледа. Да. Спасоносна светлина. Ајде да видиме овде да кажам дека на 5-6 фестивали на цвеќето во градскиот парк учествував. И тие фестивали навистина ми значат многу затоа што подарив многу цвеќиња. Овде имате така луѓе, редици, јас слика цвеќиња, тие ги им беа значаен подарок. Така си ги носите, си ги земаа за дома. На лице место. Така. Овде имате уште неколку други... Да, овде, да кажам, во Метаноја годинава... Тоа сакав да го издвоиме. Имавте изложба во галеријата Метаноја. Каде што по повод 80 години Хирошима и Нагасаки, годинава направивме така една изложба која од 6 до 29 август беше, речиси, многу посетена. Овде беше нагласено дека никогаш да не се случи Хирошима и Нагасаки. Така. Она што пред 80 години се случило. И тука има една песна од еден поет од Јалва Чурал од Турција, кој вели, кој ми посвети една песна за љубовта. Вели, светот е една голема топка, на малечките сакам да кажам, децата со неа убаво си играат, ама возрастните ми се чини еден ден оваа голема топка ќе ја пукнат. За да не ја пукнат, ние тоа го направивме на ова изложба, а исто така на 15 септември, по повод средбата Трамп и Путин на Аљаска,
упатив две писма преку амбасадите во Скопје до Путин и Трамп, да не се случи никогаш повеќе она што се случи пред 80 години во Нагасаки и Хирошима. И еве ќе завршиме со декларацијата за мир во светот и против сите војни и употреба на нуклеарно оружје. Вашите активности не се само во нашава држава Македонија, туку и надвор. Ова декларација во јуни 2025 година на отварањето на изложбата во Задар. Да, на отварањето на вашата изложба во Задар, Република Хрватска. И убаво е кога ќе се видат и овие поддршка се доби од подписи од наши сограѓани, и пријатели наши во Хрватска во диаспората, каде што еве тука ги гледам подписите на Димитрije Дурацовски, на Ристо Василевски, на актерот Роберт Велјановски, на многу други наши значајни личности. Верувам дека и ти ќе ја подпишеш. Апсолутно. И сега, бидејќи доаѓаме на самиот крај од емисијата, ќе ве замолам во ова наша тетрадка нешто да ни напишете, ама можете и да ни нацртате. Еве, имаме ние две бои, два фломастери. Добро. Еве, овдека, на оваа страница, сакаме нешто да остане цуд, мир. Цуд и мир. Цуд и мирот. Така. А за да цути, јас ќе насликам... Може овде да се подпишете само. Да. Прво и после насликајте. Имате време, уште малку. Камерите ќе го доловат тоа што ќе ни го насликате. Нема да штедиме, ќе ви дадеме уште еден лист за... Еве овдека. Еве, гледачите нека видат како со шпаклата и бојата Живко Поповски Цветин ги создава прекрасните цветови, односно цвеќиња. Овој пат со една боја, црвена боја, како и со фломастерот што беше црвен, со кој што пишуваше. Еден подпис. Да, еден подпис. Да. Цветин. Да. 25. Така. Еве, сакам само вака да се исуши малку, со рака. Ви благодарам. Цветин, честитам за се досега што направивте и правите и она што е најбитно. И гледачите тоа го знаат, ама да го повториме уште еднаш. Вие сте хуманитарец, постојано дарувате, еден сте од ретките личности во нашава држава, кој што е толку несебичен, што подарува од својот джеб, ама ја би рекол од својата душа и од своето срце. Еве една за вас, благодарам, кој сте и сликар, и поет, и професор, издавач и све. Благодарам, ми се допаѓа веднаш да кажам и ова убава слика заслужува да биде врамена. Ќе го направам тоа. Благодарам.